Ова позади мене не е само депонија, туку бомба што отчупува. Минатата недела 3 депонии во непосредна близина на главниот град беа зафатени од пожар, од Дрисла и Вардариште до Трубарево. Заканата не е само од пламенот, туку и од нивната близина до густо населени населби. Дрисла е едва 14 км од центарот, а Вардариште само 7 км. Тоа не се далечни депонии, туку места каде луѓето живеат, работат, дишат и страдаат. Лекарите предупредуваат, согорувањето на индустријски отпад, пластика, метали, па дури и медицински материјал ослободува токсини опасни за најранливите – деца, постари лица, бремени жени и пациенти со срцеви и белодробни болести. Жителите се жалат на печење во очите, болно грло, хронична кашлица и задушлив мирис. Во Трубарево мерењата на воздухот покажаа концентрации на јаглерод моноксид над дозволеното за повеќе од 30 пати, веднаш поголемиот пожар, што принуди поставување на мобилни мерни станици. Зошто се повторува ова? Слаба регулатива, диво и неформално фрлање отпад, немање селекција и заштита од пожари, како и бавна реакција на институциите. Некои депонии се официјално затворени, како Вардариште, но и понатаму се користат или нелегално се натрупуваат. Други се со минимален надзор, протекување токсични течности, никаква контрола, лиценци без покритие. Што е решението? Итна промена на меѓународни стандарди. Санитарни депонии, заштитни зони меѓу отпадиштата и населбите, редовни инспекции, транспарентни извештаи, планови за итни интервенции и системско следење на јавното здравје. Се додека тоа не се случи, здравствените ризици загадениот воздух не се само локален, туку директен и секојдневен проблем.